Илјана Мантарска, професор на Филозофскиот факултет, води постдипломските студии за мир и развој и е професор по политички науки. Добро да професорке. Ова десно до мене е Дејан Лутовски, еден од креаторите и еден од главните инволвирани во студентскиот пленум. Студентскиот пленум е организацијата, неформалната организација која организираше протестот пред 3 дена. Беше доста успешен. Требаше да имаме уште една делегатка од студентскиот пленум, но поради здравствени причини не можеше да дојде. Но сепак Дејан е тука доста инволвиран на самиот став на студентскиот пленум и ни подели сите информации што ги има. Прво прашање е професорке. Јас мислам, моје мислење дека екстерното тестирање беше само капка која ја прелие исто лошата ситуација која веќе долго време се провлекла низ високото образование. Дали може да направите една хронолошка анализа како се девалвираше високото образование, и кој процеси тоа се случи? Добре, вака да бидеме собрани, затоа што денувиве, освено на амбицијата сцена, што редовме на скопски, со една неверојатна енергија и маса на млади луѓе, вистината е тажна дека младите немаат каде да разговараат на теми што ги засегаат, како се однесуваат на нивното образование. Денувиве се бориме да си го вратиме универзитетот, и драго ми е што, иако вон универзитетот, ама ќе разговараме за тие прашања со публика која гледам дека е заинтересирана. Точно, констатацијата е добра, дека ова е само повод, и јас се надевам дека овој повод ќе биде искористен умно, затоа што ваква енергија не се собира толку лесно, требаше многу години да минат, да се акумулира. И верувам дека ова не е како што велат злобниците, им загоре на студентите или на младите, им дојде до кожа, па сега се исплашени од испити и затоа реагираат. Јас имам многу повеќе верба во младите и мислам дека е ова навистина повод што ќе ги научи можеби на едно конкретно прашање кое е легитимно да се постави прашање. Треба ли, во каква форма, зошто, кој е виновен за тоа и така натаму, да пробаат да влезат во тој диалог со властите, да бидат слушнати, да бидат консултирани, а потоа истовремено да се обидете таа енергија што е создадена да ја искористите конструктивно, да ја одржите во живот, затоа што вело тешко се создава. Проблемите се влечкаат со години. Значи, ние сме, прво би рекла, еве да почнам со самокритика, дека виновни сме ние постарите, виновни сме особено ние професорите. Затоа што, иако сме должни да бидеме свесни за тоа што ни се случува во нас заедница во која ние созреваме како академски членови на таа академска заедница и воспитуваме нови генерации, најчесто се оди по линија на полномотор, тоа се турка под черпица, па се мисле дека е ова инцидентна работа, дека може да помине, па чекаме некоја нова реформа, некој ново случување. Деновиве веќе имам чувство дека ние го живееме феноменот на варена жаба. Ако веројатно повеќето да знаат што сакам да кажам, ајде објаснам може да за помладите, тој е феномен кога жабата ќе стават во ладна вода да се вари и постепено температурата расте, таа се акомодира на тие нови околности, се дека конечно више не може да реагира и не пристанува да живее. Ние се наоѓаме во фаза на такви реформи на кои навистина се навикнувавме, дали од прагматични причини, дали од тоа што и ние како генерација сме осакатени, во смисла на немање примери на дисидентство, немање примери на критичко размислување, немање примери на некој што би ме подучил во нашата младост, како да се справиме со проблемите кога се тука, и некакво слепо верување дека она што доаѓа од озгора и она што ќе го нареди ректор, декан, преположител и така натаму, треба да се спрова. Може би ќе бидам неправедна да речам дека се почна со болонскиот процес или со болонската декларација, меѓутоа тоа ми се чини дека беше
еден од најголемите удари за квалитетот на високото образование, кој се сведе на создавање курсисти, а не академски граѓани, во кој на брза лента за 3 години или за 4 се едно со решавање на тестови, така натаму се создаваат кадри, се пролиферација на дипломи, додипломски, постдипломски и докторатите веќе станаа така не многу значајна работа, за жал. Така што тоа е една од работите која дефинитивно има голем одрез на квалитетот на високото образование. Она што малкумина од нас гласно го кажува, уште во самиот почеток, во кој велевме немојте така некритички да го прифаќате тој модел само затоа што се вика Болонјски, односно го носи името на еден од најстарите универзитети во Европа и доаѓа од Европската унија, односно од министрите за економија на Европската унија, дека не треба, или да цитирам тука мојата драга колишка Гордана Сињанова, која исто така стои за целото движење со години наназад, се обидоа да ни наметнат некакви европски стандарди во, како што таа вели, афрички услови. Не може би толку драматично, нели, африкански услови, меѓутоа во несложни услови. Сето тоа нормално дека создаваше сериозни проблеми и морам да нагласам вториот елемент, тоа е мултиплицирање на универзитети, што приватни, што државни, сосема за мене нејасни причини за една мала држава како што е Македонија, наместо да се градат школи на извонредност, она што е, значи, јадра, и тоа не мора да биде само во Скопје, да се разбереме, значи да се прават јадра на академски кадар, на професори, prvenstveno, кои ќе продуцираат извонредни кадри во различни области, отколку да имаме, не знам, во моментот била да има преку 25 правни студии во Република Македонија, 25 факултети на кои да иде на друг начин се изучуваат правни студии и да не ги набројам, да е случно со другите. Значи имавме една ситуација на комерциализација на високото образование, во кој студентите, наместо да бидат оние што добиваат услуги од државата, од бритева јавна дејност, стана извор на приход на универзитет. Дали со партиципација, дали со финансирање на студии или докторски, тоа е дел од она што факултетите си го сметаат за приход. Така што студентите во некои од нашите тие раководни форуми, декански управи и така натаму, се третираат на овој начин муштеријата е секогаш во право. Вие морате да внимавате да не го натерате да отиде на некој друг приватен универзитет на кој се паѓало само од столче, како што го кажат совите, или го знаете медицот дека автобусот застанал и дека 15 минути пауза, кој има потреба да заврши факултет, да фигури и слуши. Значи, дојдовме до тоа делече да на Скопскиот универзитет, кој наводно гласи за најдобриот во земјава, деканите ви велат внимавајте како се однесувате со студентите, затоа што ако вие бидете строги, држите до некои критериуми, тие ќе се одидат антиштини болести. Се создаде, значи, една илузија дека создаваме академски граѓани. Наскоро ќе дојдеме во ситуација што речиси, што били мајка ми само јас имам диплома, стажирана 80 и нешто години, која нема да вреди ништо. И сега јас сум тука апсолутно сигурна дека имаме сериозни проблеми со високото образование, дека сме, како што реков, видени првенствено ние, како академска заедница, која наместо да биде предводник на јавната критика, да поета или подлегна на притисоците, или стана дел на политичките елити и стана соучесник во тоа што се работи. Од друга страна, значи, имаме тие општите обществени околности, и сега на крајот на приштата ги добивме студентите кои ни одржаа лекција по демократија и гражданска партиципација. Јас се чувствувам и восхитено и посрамено да никаде и може да во мојата наредна колумна ќе повикам да професорите пробат да го следат примерот на студентите, да направат професорски пленум. Велики, пример, кој гледам како
ќе отвориме диалог за многу проблеми кои навистина ние можеме да ги решиме внатре до универзитетот без државна интервенција, без тоа да некој државен диктат испрати евалуатори или екстерни, не знам, оценувачи и така натаму, во кој ние по принцип навистина на почитување на некакви академски критериуми стандарди ќе го доведеме во ред она што е заеднички интерес. Ја верувам дека оние студенти кои не сакаат себе да се заложуваат, ниту родителите, ниту другите, сакаат да учат, сакаат знаење, кои ќе го искористат, дали во земјава, дали надзор, тоа е веќе мирна работа. И да не звучам на крај толку црно и критички, само ќе додадам дека ние имаме звоневи примери на наши дипломирани студенти кои веднаш по дипломирањето заминуваат по странство. Запишуваат магистерски, докторски студии и така натаму. Ниту еден од нив не сум слушнала дека се вратил, дека не успеа. Тоа не значи дека нашите млади луѓе се неспособни, неинтелигентни или дека немаат никакво знаење со кој можат понатаму да продолжат со Професорке, тие што не го поддржуваат протестот и овие студенти, тие што се за екстерно тестирање, викаат дека ете, студентите се кренеа затоа што се плашат да научат повеќе, се плашат да го покажат своето знаење и протестот е само доказ дека некако да се мушнеме низ високото образование само за да земеме диплома. Што е проблемот со екстерното тестирање и зошто ова констатација не е точна? Прво, констатацијата не е точна, затоа што јас не тврдам дека 3.500 студенти, колку што се најдоа на улиците, се најдобрите студенти. Меѓутоа ве уверувам дека се тоа одлични студенти, солидни студенти, студенти кои не се плашат да се бранат, да си ги бараат своите права, кои се подготвени да одат утре во своите училници, се соочат со своите професори, декани и секој друг. Истата теза беше во 2011-та, кога се донеса законските измени на Законот за високо образование, во кој протестираа и професорите. И тогаш не обвинуваа дека сме корумпирани, никакви не бива во светот и така натаму. Тогаш протестира исто така не бивате професори. Така да таа приказна нека не да залажува, че тоа ќе бидат удари, кои ќе бидат еден вид на притиск. Зошто екстерното е неприфатливо? Затоа што се поставува прашањето која е смислата на академијата на универзитетот. Ако државата е таа што може да назначи евалуатори или над папата, над попот, владиката, зошто сме и ние? Ако нема државата доверба во својот академски кадар, тогаш нека не распушти. Државата си е некако, не знам, некој департмент за образование и тие не го образуваат. Работата е во тоа што, като што вели една друга колешка, честопати, малку друго, вели државата да водат понављачи и оние повторувачи, оние што биле некогаш лоши студенти, да сега очигледно имаат потреба да го дисциплинираат, веројатно има единствен и малку преостанат простор во кој се уште може да живее критична мисла. Екстерно образование нема никаква смисла. Јас сум за реформа на образованието во оваа смисла што претходно зборува, да дипломите добијат својата содржина, да бидат валоризирани. Тоа може да се направи на најразлични начини и тоа во крајна линија го прават, да кажеме на Запад, или како за да се споредуваме, го прави пазарот на трудот. Оние што се работодавачи нема да вработат луѓе кои се неписмени, кои не знаат да си вршат работата. Те направат дали тестирање, дали самите дипломи ќе се издиференцираат вредноста. Една е дипломата во некое место, друго е во друго и така натаму. Тоа е филтерот. И останува нормално многу други работи што може да се направат во рамките на универзитетот. Меѓутоа, држава да ви воведува, не знам, на 2 години, на 4 години, па потоа и она е најцинично кој ќе ви речат да не си го губите времето. Знаете зошто се отворија толку факултети и универзитети? Зошто 90% од средношколската младина оди на универзитети? За да го сокрие социјалниот проблем на висока невработеност кај младите. Барем известно време
се наоѓаат во школски клуби, па нешто прават и така. И сега одеднаш, тоа што им беше лек да решат, имаме проблем. А наводно кадрите кои излагувала не биле квалитетни. Ако не се квалитетни, односно во случај да постои давање на дипломи без ригорозни испити, исполнување на сите оние задачи што се предвидени во семестарот, во академската програма и слично. За тоа постојат санкции. Таквите професори треба да изгубат работата. Ако јас давам оценка, што викаат на убави очи или заради некакви други причини, не ми треба евалуатор. Треба некој што ќе ми ја покаже вратите, ќе ми даде отказ од работа. Тоа е селекцијата и затоа верувајте дека колку што се солидаризирам со младите, толку ме боли кога целата фела академска, тоа се, така да речам, да не звучи претенциозно, учителите. Значи, оние кои секогаш и во мојот живот некој ме водел и ми бил идол, сега одеднаш се деградира и е нечинат некој друг на нивно место треба да ја дотера работа. Кои се тие? Тие се луѓето кои сме вработени во државната управа. Такие биле наши студенти. Како се вработени таму? Привилегии, знаете веќе как. И сега тука е изместен редот на оценување. Ја немам ништо против да не оценуваат колеги кои се подеднакво способни како ние, да сме некоја поголема држава, иако постојат и евалуации по странство и сето тоа за јавноста не е многу познато. Меѓутоа еве, ова е некаква, не знам како би рекла, уште една од реформите кои треба да ги држи од дисциплина и студентите, и професорите, и генерално академската заедница. Дејан, ти доаѓаш од студентски тренинг, значи, за тие што не знаат, дали можеш да објасниш како функционира студентски тренинг? Добро, може да почнем приказната како почна да се одвива цялата работа, како се роди идејата. Нешто слично како проекцијата. Тука имаше проекција, тоест има редовни проекции на Филозофски факултет во Скопје, тоа е една студентска културна иницијатива Отворен куфер. Негде средина на месец октомври се проектираше пун Баден Мајнхоф, праватова тема за, не знам колку сте чуде, Red Army Faction, марксистичка терористичка група од втора половина на 20 век во Западна Германија и нормално за филмот. Покрема некои интересни прашања и ние почнуваме да дискутираме сите така возбудени. Имаше негде околу 30-40 години на проекции. Испаѓа се вртиме до круг, и за да не го тупиме цело време дека Германија е далек и дека ова е еден друг век, да видиме што не мачи нас во Македонија, дека имаме екстерно тестирање, кое што од септември до тогаш дека имаше поминато месец и пол и константно се збора дека ќе се доведе и како ние можеме да се организираме како студенти. Тука се роди некоја идеја, ајде да видиме на проекција конкретно кој факултет е науки, да направиме некој јадро, да се направи група на Facebook, тие што сме овде да оспајаме контакти, така почна некако цялата работа. Се јавија координатори на неколку факултети, претежно овие филозофски, филолошки, правен, економски, што се тука на кампусот и се одржа негде, ако беше крај на октомври, се одржа првиот пленум на платото на Уким, каде што се тенденцијата беше да се окрупни малце студентската маса, да се запознат со екстерното тестирање, да се изгради некоја правна аргументација зошто не е окей и по доглед линија да ви се презали некои конкретни акции. Е сега кој е за принципот на функционирање. Значи како изгледа тренинг, состанок на плен? Значи има еден лидер, селектира. Вака, тоа се некои генерални состаноци на кои што секој студент може да присуствува и да го каже својот став. Тука имаш некои си технички кои ќе да кажем карактеристики на, не знам, модерацијата треба да пази да е се во ред, да има, не знам, крива рака, некој тој зема збор, па после друг крива рака. Значи, поќе техничко држување на редот на терминото на класичен лидер не е. Значи, секој може да си каже став, да си каже мислење и работите се носат самодухите се носат со гласање. Сега, идејата беше на секој факултет да се почне да се функционира по принципот директно демократски на секој факултет да има едно јадро студенти кои што ќе избират своји делегати кои ќе одат на координативен состанок со делегатите од сите факултети. Нормално тие делегати немаат вечен мандат, тука имаат нешто што јас би го нарекол функционално представништво. Дури си работата делегатот може да оди таму. Не е вулгарно на секој состанок да се менува, ама
пошто е делегатот силно врзан со базата што го избира, луѓето можат веднаш да си го повикат делегатот, да пратат друг делегат доколку не се задоволува работата на конкретен делегат. Тоа беше идејата таква нека мрежа да се створи, кај што има силно јавно на секој факултет и да се направи некоја организација што е алтернатива на СПУ-ком, што функционира на многу по-демократски и по-транспарентни основи. Која е твојата главна забелешка на СПУ-ком и на СПУ-ком во Битола? Сега за СПУ-ком во Битола не сум многу запознат, за СПУ-ком ако гледаме чисто реалистички, не постои цензус Само за да избор објасниме на... што е СПУ-ком. СПУ-ком е студентски парламент на Универзитет Кирил и Методи. Сега, проблемот е кога има студентски избори на СПУ-ки. Треба да се бира председател на целиот студентски парламент, председатели на локалните парламенти и членови на локалните парламенти и нормално членови на генералниот парламент. Од сите тие работи се бира само лидерот на СПУ-ком. Значи, не се ни бират, не знам како најверојатно, тој си ги назначил доверчињата негови, мало да ги бират во парламентот. На некој, значи, тотално има парадоксална ситуација што нигде никој не може да знае кај е пропишано колку парламентарци треба да има. Така, на некој факултет има 10 луѓе во студентски парламент, на некој факултет има тројца луѓе кои некако парадоксално интересно се 2 студентски века, тоа 4 години некој просечен студентски век, тоа е 8 години, Тотално транспарентно. транспарентност да поска. Сега проблемот е друго, чисто гледано правно, што не знам, статутот на СПУ-ком е јавен документ и мора да го има статутот изложен на нивната веб страна. Не е можно да го најде статутот. Статутот е како да ги бараш тајните списи на Атлантина. Не се најде тој статут. Значи сме поднеспале барање со слободен индекс. Не знам, сме молели, не знам што сме правили, не сме можели да го најдеме статут. Значи, тоа не е административно. Друга работа, кога се бира студентски лидер, нема цензус. Би било логично, ете, пример, не знам, за избор на председател на РМ, цензусот беше 50, им се виде, не цензус, на 40. Овде нема цензус, овде јас и ти да излеземе, можеме да избереме лидер. И тој лидер е представник на сите студенти во Македонија, во Скопје. На последните студентски избори, мислам дека највисокиот одзив на избори за студентски парламент беше нешто околу 20%. Значи 20% билат за сите 100%. Да, 80% не гласаат, ама јас знам многу, значи скоро од сите луѓе кои ги познавам и кои што идам во контакт, се луѓе кои што никогаш не гласале на студентски избори, а сепак некој ги представува. Вашата краткорочна цел со студентскиот преглед беше недоведување на екстерното тестирање. Но сепак, тоа е вашата долгорочна цел. Дали ревитализација на високото образование, студентските домови, врушење на системот, дадење на некој по-хуман, по-егалитарен. Добро, сега, ние лоцираме проблеми на високото образование, како не? Мислам дека главната забелешка на студентскиот кренува е дека да, точно е дека има голема пробност, колку за илустрација, податоци од Државен завод за статистика од 2002 година во Македонија имаше околу 100.000 високо образовани, во 2014 има 170.000. Значи тенденција на, не знам, на огромно зголемување и разредување на дипломите аналогно на тоа и сега нас не беше поентата да има проблеми во високото образование, ама дајте тие проблеми да ги дискутираме на јавна дебата. Кај се прави јавна дебата? Во универзитетскиот простор. Не може јавна дебата која е врзана со овие студентски универзитетски прашања да се одвива, не знам, во некој си во хотел Метрополис или во хотел Александар Палас, тотално одсечено од универзитетскиот простор. Кај не се тоа проблемот што дебатата не се води во тој универзитетски простор. Друга работа што веќе постои. Ви дава факултетите, универзитетите јавни простори во факултетите? Да може и користите кога правите со станоци? Епа сега, конкретно со студентски пленум, се не сад барање на повеќето факултети, ама сега знам конкретно ќе се патам за филозофски факултет, дечкото што носеше барање, буквално да шетам по тавани со некои си такви, не знам, ситничарење од техничка природа. Архиварката сега не е тука, не можам сега да ти дадам печат дојди утре. Па сега не знам, нема моментално слава на просторијата. Значи само некој изговори колку студентите да не ја добијат просторијата што им следува, бидејќи е нивно универзитетскиот простор на студентите и на професорите на тие што се внатре во универзитет. Значи не ви треба барање ако сака студент да користи простора или само едно известување? Треба, ако одиме од претпоставка дека универзитетот е на тие што студираат таму на професорите, студентот треба да извести, тоест да подобро би било формулирано да праша која просторија во тој момент е слободна.
И пошто има предавање, не знам, мајте обично овие работи се дешаваат после 4-5 поручек, кај што има предавање само на магистерски, на докторски, а тоа се дешава од 10 простори на факултетот во еден или во две. Значи имаш, ајде да кажам, 8 простори што се слободни и се коси со, не мора тука да мешаме ни право, ни легалистички, ни принципи, ни ништо, се коси со здравата логика некој да ти каже дека во 5 поручек, во петок на факултет, сите простори се запатени. Професорки, од правна гледна точка, студентите може да ги користат просториите во факултетот, каде што студират, нели? На принципот, уставниот принцип на автономија на универзитетот. Значи, тоа е нашиот интелектуален дом и на професорите. Ако јас можам во мојот кабинет да работам во време на викенд, попладне, навечер, може дома, ако ми смета фамилијата, можам да си најдам мир, да имам услови за работа таму. Зошто тоа не било правилно студентите? Многу ми е жал дека овој пример е врзан со факултетот на кој работа, меѓутоа ќе посведочам дека ова не е случај прв. Во 2011 година формиравме еден своевиден заеднички совет, форум на професори и студенти од сите. Ние се обидовме практично да ги вклучиме другите универзитети кои функционираат на територијата на Скопје. Успеавме до некаде, замислете на вработена професорка на тој факултет бараа да поднесам преку архива барање за училница во вечерните часови, кога таму на кампусот, ако сте поминале, знаете дека е дури и страшно да поминете. Само така има некои светилки, има чуварски служби и се зјае од празнотија. Ние сакаме да го оживееме, ние сакаме во време кога никој там ништо не прави паметно, да дискутираме, ништо друго. Значи, ни посебни услови, ни опрема, ни ништо. Дури и нас како на професори ние се бара да поднесуваме. Ние тогаш, за да не се конфронтираме, за да заживееме работата, дури и тоа го паметно. Значи, не е постигнат поради тај потек до смисла да си го окупираме факултетот, затоа што е нас, правиме ништо не решено и разговаряме за академски работи. Така е, и знаете, има уште една работа што е дополнително покажува колку се авторитарни структурите на универзитетот. Значи, ние викаме дека однадвор ние кршат автономијата, тоа ние дозволуваме некакви декански управи, ректорски и не знам што, тие да не душат, а ние научиме. Се поставило прашањето, мојот декан, односно деканот на филозофскиот факултет води истрага, да открие кој е професорот кој ја дал заедничката имейл адреса со кој студентскиот проект се обрати на многу пристоен начин, со многу убаво срочен текст, до сите професори да ги извести за формираниот протест и да ги повика да дадат подршка. За тоа се води истрага, нормално јас ја дадов имейл адресата, вие сметат дека се еден крик и вас ќе ја дадат јавно сообщенија fzf.ukin.edu.mk. Тоа е. Значи, не кажу државна тајна. Дечките испратија едно многу убаво писмо, кој јас се надоврзав на reply to all, за да дадам подршка и да повикам колегите да се придружиме. Не само што не добив одговор, туку сега се води истрага која. Професорот да е издал тајна. И сега ја нормално ќе го пишам и на деканите на сите колеги, дека јас сум таа, да престана да ги гонат студентите и така натаму. Ова делува банално, делува апсолутно и смешно, меѓутоа покажува колку се авторитарни тие структури и дека ако ние не им кажеме не на нашите колеги кои ја следуват универзитетот, факултетот, тогаш навистина не заслужуваме вас да ве учиме за тоа како вие да се борите за своите права. Секој од нас очигледно си има свој дел од задачата, меѓутоа заедно сме во оваа работа. Едноставно не можеме да делиме на студентски задачи, битка и професорски. Правно не постои никаде во ниеден акт на факултетот, да ви тврдам дека било кој од нас треба со посебно барање преку архива заведено со бројче да баре да остане на факултетот малку подоцна во факултетот. Зошто? За да се дружи. Ние можеме да правиме драмска секција, можеме спортска, можеме да си решаваме судоку или да дебатираме за наши проблеми, но тоа е наша работа. И камо среќа да повеќе студенти
прочитуваат, наместо тоа што беше првата среда всушност на премино кој на интервенција, која беше калкулаторно во полутемнина, затоа што им беа затворени практика на студентите. Јас тоа со тоа не можам да се поменам, може така. Првата работа што ќе направам да биде тој принцип да се расчисти. Дали ние сите заедно имаме право на тие простори? Мислам да. Jedan posebno uspešan protest, sad je i ministar i drugi strukturi koji kaže da nekoj stoji za vas, kako vidi da ste ne vade motori od Counter Strike, pa posebno prešuva od tada bi pari za transparenti, od tada pari za flajeri, od tada pari za megafoni, već angina dobija ubivanje i jednostavno shvatite neka ova praksa na етикетирање валјата и се фокусирате на вашите цели. Тоа беше поентата на протестот, да се фокусираме на целта за екстерно тестирање. Морам да забележам дека овој пат колку беше силна автентичноста на протестот, што дури тие медиуми кои што етикетираат овде некако полабаво известие, во смисла има студентите го одбележаа ден, што тamo е открива суштината, ама не направија некој спин како што обично прават спин со заокружување. Значи, овој пат беше толку се автентично и чисто, што дури ни тој минимум материјал за спинување го нема, и мислам дека никому не му одговараше тој спин, бидејќи ви имате сериозен проблем. Ако науки имат околу 30.000 студенти, ви имате 3.500 на улица, тоа е еквивалентно како на општ протест во град Скопје да излезат 15.000 луѓе. И сега тоа е много опасна ситуација, мислам, опасна од другата гледна точка и тука беше, мислам, тоа веќе сувишно, да кажем, тоа етикетирање сите тие работи, ама ние пристапивме предпазливо, пред да почне маршот. Нормално јавно се оградивме и кажавме дека кој ќе проба да направи партиска провокација, било каква ќе истакне партиско знаме, ќе биде, имаше радарска служба која што нормално ќе му симби знамето и ќе биде изложен на јавен страм како партиски полтрон кој дошол да ќе напира автентичен студентски протест. На некој преглед, ако се појави некој член кој е виден член на партија или студент исто, има еднакво право како сите вас, значи не го дискриминират од старт. Нормално дека секој студент има право да се вклучи на бидејќи ние не сме инквизиција, не сме секта, секој студент без разлика на пленуми, значи доаѓале луѓе од членови на Социјалдемократска младина на Македонија и имало членови на УНС на Дома. Некои доаѓале, особено на третиот пленум на архитектонски факултет и никој, иако многу луѓето ги препозна, никој не отиде да им рече дечки бегајте од тоа. Сега проблемот би настанал кога тие луѓе би се обиделе да истераат отворена партиска агенда. Се додека се таму како студенти, ние не сме инквизиција, тие се како студенти буду. Во моментот кога се наметнуваат како партиска структура кој е тогаш веќе да станува проблем, и ние натрапно се расчистиле дека тоа е тоа, дека ние немаме директна конекција со политичка партија, дека ова го правиме автентично и крај. Може се некој да се вклучи од публика со прашање и коментар? Гледам ти сегаш? Да. Коментар за двете работи. Само се погласно да слушате. За екстерното тестирање освен овие причини, пошто логички се и разумен човек не би требало повеќе од ова да бара, ама пошто имаме работа и се многу неразумни, уште две причини спомнам, право ни ги интересира, право да му спомнеме тоа. Нарушена автономија на универзитетот и нарушено право на образование. На втора година ако изгубиш, значи ако паднеш на екстерно, моделот никој не го знае форматот како ќе биде конкретно. Ама ако паднеш на екстерно во втора година, губиш право на образование. Да студираш, не е уште до објаснато како. Четврта година исто, се тоа директно е нарушено правото на образование. Истовремено е нарушена и автономијата. И сега некој не ме јасно мене како не го разбира, ај првото логичко објаснување што го даде професорката би требало да биде сосема доволно. Еве и два правни аспекти, значи директно уставот се наруша. И сега друг момент кој сакам да го спомнам околу пленумот, чисто е јас кој сум некој кој не е информиран за пленум, можеш ти да кажеш, например, јас да кажем заедно. Делегатот, две ситни прашања, делегатот дали има право на носење на одлуки или учествува само од технички аспект за да олесни комуникацијата, односно да пренесе став. Тоа е како телефонска линија меѓу мене и тебе. Така да дали има право да носи одлуки или треба само да пренесе став, значи да олесни комуникацијата. Генерално делегатот
како што го сваќаме, гласот на студентите кои го делегираат на некој начин представува на Значи не може да збора. Не може да збора во свое име, туку треба само не е делегатот со не знам како представнички имунитет. со никаков представнички имунитет, никаков представник не. Не може да биде независен од масата што ги има избрано делегатот да биде на кој. Значи само треба да го пренеси ставот на групата делегирани, нема никаква представничка моќ, нема никакво право на одлука. Нормално се обикни делегатот. Добро, и околу директната демократија, тоа подразбира хоризонтална да сите се еднакви третирани. Да. Добро, сега околу структурата има уште, мислам, структурата не е толку цврста и толку дефинирана уште, од кога се почна спонтано, имаше луѓе кои се вклучија во организацијама, треба баш после протестот да се работи на тоа како би изгледала, како би го структурирале пленумот, дали би прераснало во студентска организација, во смисла нерегистрирано правно лице, туку по формална студентска организација по членство, дали би станало само на некој совет по факултети, тоа е работа што допрва треба да се одлучи. Значи, прашањето на структурата да остане уште отворено, нема некоја цврста структура уште. Не мислите на пленум, само како пленум како начин. Да, како начин, окей, за сега е баш така, како начин, иако нема некоја цврста. Некој друг? Зошто покрај толку индици кои што ги споменавте претходно вие, двајцата, вие како професор и како студент, покрај толку индици кои што предходеа на овој контроверзен предлог, да речем, закон, уште не е донесен за екстерно, дури сега му текна на студентите дека треба да се кренат и да протестираат овона, а претходно генерации биле изложени под токму тие исти услови, да речем, кои што, го најавуваја ова екстерно тестирање кое што сега заради кое што се кренаа сега студентите и ова. Значи, прашањето ми е зошто баш сега кога дојде нож до коска, што викаме ние толчани, нож до коска кога дојде, сега не задоволе некој ќе ја претходно, демек немаше како никога да се студираме сите и се горе. Мислам дека не е коректно да речеме дека ова сега почнува и дека паднало од него. Значи, за секој општествен настан, а ова беше настан, на вистинска смисла на збора, што дури и оние меѓу кои сакаат не може да го игнорираат, имаше предходница и во смисла на алтернативно студентско организирање и други разни трагања по соодветни форми да се слушне гласот. Факт е дека и законот и статутот на универзитетот и така натаму оперира со оваа службена студентска организација, односно студентски парламент, па тие имаат удел во носењето на одлуките на универзитетот и така натаму и чута по каков пат. Јас мислам дека овој студентски пленум ќе го направи голем, себе си ќе направи голема мечкина услуга, ако не се надоврзе на искуствата на Слободен индекс, на излез, на Сократовци и така натаму. Верувате век овие денови се јавуваат и по старите студенти, значи, знаете што е со студентските популации? Тие се таму 4 години, 5 години. Созреваат, завршуваат, имаат диплома, заминуваат. И после нема што да кажат како страдали. И сега, прашањето е како да го одржите тоа, а да младите студенти кои доаѓаат во прва година веќе ги анимирате, ги сензитивизирате, па тие во втора година се веќе поискусни, па поактивни и така натаму. Тука има многу работи кои видите, јас возимам дел од одговорноста за професорите кои се инертни во најголем број на случаи, кои или си седат по кабинети па изиграваат некаква, не знам, наука заради наука и не гледаат дека студентите се живи луѓе и дека сите ние всушност живееме во некаков контекст за кој сме одговорни, кој мораме да го критикуваме, да го менуваме. Од друга страна, студентите пак мораат да го направат своето. Јас не можам да бидам лидер на студенти, дури да сакам. Така да, факт е дека секој го има велам својот дел. Меѓутоа, да не бидеме толку критични, да кажеме дека се почнува со студентскиот пленум и со овој протест, ниту почнува, ниту ќе заврши. Ние се надеваме дека ова ќе пушти по големи корени во смисла да е некако ваков вид на
диалог, на самоорганизација, меѓутоа дури и да ова не успее не да Боже, да не сакам да успее, ова ќе остави залог за идните генерации. Оно што на Македонија е недостатъчно, оно што ви го кажете на почетокот е фактот, знаете, жалниот факт дека јас дојдем од едно време на кој не се сеќавам на дисиденти. Дисиденти имале белградските студенти, имале хрватските, имале другите делови на тогашната земја, Тетковина, ние немавме. В Македонија немаше дисиденти. Освен Славко Милосавовски, сите вака се го спомнуваме, професорот, кој беше остракиран островот и така натаму, неколку мина. Меѓутоа немавме прототип на лидери, ниту студентски, ниту професорски. И постои една дупка, една празнина која треба да се пополни, веројатно со негување на традиции. Затоа сум за негување на овие традиции и секогаш секоја нова генерација ќе биде благодарна за на мало зрнце што го додала претходна. Само момент, пошто го поставих дома на прашањето. За тебе беше прашање. Нема врска, вања беше до двата, кога студенти професор. Точно ќе се служам со професорката, не паѓа од него, имало досега 3 студентски протести на Слободен индекс, 2 во 2009 и 1 во 2010 година, кои биле тогаш за студентските ваучери за субвенционирано јавно образование и за условите во студентските домови. За тоа биле протестите. На филозофски факултет си имал мал милиони иницијативи како отворен куфер, како Сократовци, која што тогаш јас баш во тоа време се активирав и заедно со професорката и со други професорки имавме некоја си екипа која ги дискутираше сите овие проблеми. Имало многу настави, имало студентска пролет организирана на Слободен индекс 3 години сред која што имаше за цел да изнуди отварање на студентски културен центар. Значи проблемите постојат одамна, значи последните 20 години имаме можам да кажам проблем со високото образование, особено тоа што патиме од нешто што стручно се вика ендогена приватизација, тоа значи дека трошокот на дека јавниот универзитет не е јавен, дека станува клупско добро, дека трошокот на студирање се префрма на студентите. Моментално постои некоја математика дека јавниот студент 35%, јавните универзитети, се 35% од прилика финансирани од државата, 65% од джебот на студенти. Имало, многу пати се покренувале овие проблеми, но ајде испадна дека тоа со екстерното најдиректно ги здоболе студентите, дека беше некоја референтна точка, точка на време, плюс организаторите на маршот добро ја завршија работата, онака беа растрчани тотално 10 дена или 2 недели да се прошири веста, имаше дури 4 пленуми организирано на најголемите кампуси, масовни пленуми пред протестот. Значи, еден имаше пленум на УКИМ, на платото, беше со филозофски, теолошки, правен и економски, еден имаше кај техничките факултети, кај електротехнички и машински, еден имаше БАМУ кај архитектонски градежен и еден пленум последен подготвителен беше пак на платото. Сега проблемот, голем проблем ке биде остане само на екстерното, зашто дури да се поведи екстерното и да не се поведи, остана проблемот на да го отвори на прашањето дали може да имаме јавно субвенционирано образование, со кои си тоа ние трошоци за икса и такви ствари. Проблемот за од 45-та година до 2000-та година образованието кај беше бесплатно. да беше бесплатно. Јавното образование беше бесплатно. Ти бесплатно се плаќаш и чуеш? Да, бесплатно. Не плаќаш. Прашање, може вака во кратки црти, ако можете, денот што содржа протестот да го опишете. Значи, да речем во преференции, значи, организацијата и како, да, ме интересира, значи, колку траеше, колку сати траеше и што се случуваше во тие сати. Овака, протестот собирно место беше платото на УКИМ, 12 трябваше да се собираме и дури да се соберат луѓето, дури да се одржи првиот мотивацијски говор, тргнавме негде 12:30. Имавме обезбедена нормална редовска служба, протестот беше пријавен, зашто така волјата, иако не е обврзувачки да се пријави, меѓутоа волјата на мнозинството беше протестот да се пријави и започне. Се одржа првиот говор, толпата тргна и првиот момент изненадување беше кога другарни кој беше напред на платно, јасно мегафон до него, одиме многу брзо напред и полицајецот ни вика: деца, чекајте ме, не брзајте уште од вратата, избегуваат студенти, а ние веќе бевме
кај Мавровка стоковнава куќа, од Мавровка стоковнава до вратата на излезот на универзитетот има некој, не знам, 50 метри има и ние чекајте уште издегнат луѓе. Тоа сфативме дека имаме стварно сериозна бројка. Од во најавата ние кажавме дека очекуваме меѓу 800.000 луѓе. Така ни одеше некоја проценка и дека со толку би биле задоволни. Ние на крај паметни во најлудите соништа немавме представа дека ќе имаме 3,5 луѓе, уште сме сите под импресија. Не сме свесни дека тоа се десило. Една од другарките студентите вика, аз мислам дека со нов штип има се разговор. После што продолжуваме по имаше интересен момент, продолжуваме после Мавровка и таму се дисперзирани студии од Тетовски, имаше средношколци студенти, почнахме да викаме да ги анимираме, иако јас не очекував преди тоа што не така поделено, имаше студенти од Државниот Тетовски универзитет кои дојде и почна да махтат со мимите индекси и се придружија на толпата и почнахме заедно да скандираме сите. После продолживме по булевари Инденска, само поминавме по Теглава, немавме ништо од Теглава. Застанавме, наредна точка ни беше на поворката, пред студентскиот парламент на универзитетскиот метод пред седиштето, таму имавме мал перформанс, два погребни венци, но и оставихме пред вратата дека една минута мол, после му скандиравме малце почивајте немирија, за да некој луѓе го доживеа како морбидно, кој ќе беше символички чин на делегитимација. На крајот протестот продолжи и заврши пред Министерството за образование, каде се прочита една вредностна азбука, се достави писмо до министерот Абдулаки Мадеми и така протестот заврши. Генерално повече. Имаше прашање? Само малце погласно да се На друго место каде се помолат на Фейсбук поведеш кога си објавам нешто. Студентите не поседуваат право на зборот. Но најлеко зборот на Д мислам на демократија. Но кога демократијата е глас на граѓаните, а тие немаат право на тој глас, тогаш демократија е само збор на Д. Зборот можеме да го потребуваме воопшто употреба, бидејќи јас не гледам околу мене демократија. Ни од највисок, тука нема демократија ни од највисок степен. И да, утрово и реалност. Се надевам дека не се разбудивте исто како мене, бидејќи да објавија Трета светска војна ќе продолжат да спијам, но луѓе мои ме разбуди утринската програма на Сител телевизија. Имаше деватна емисија. Не ме држете за збор кој беше водител и мињата при ваква иронија не се воопшто потреби. Интересното беше во темата за или против екстерното тестирање на студентите. Деветна емисија во која секој кој успеа да добие линија можеше да зборува и во живо да го слушне цела Македонија и диаспората, која во своите фреквенција има и Сител. И секој беше добро ако не бев јас наивна и сите останати студенти и не мислев дека сите наши сограѓани, сите македонци ќе застанат на наша страна, на страната на студентите. Но не, најдов на очај на мизерија од некултура. Не од нож во грб, од ножови забиени во секој дел од телото. Гледачите најчесто повозрастни граѓани во чиј степен на образование искрено се сомневам, се изјаснија за потребата на квалитет, а не на квантитет. Да, тие имаат потреба ние да бидеме екстерно тестирани. И глас по глас, дури и водеа со еден глас за екстерното тестирање на студентите. Онака наивни и несвесни, без никакво сознание какви се резултатите од екстерното тестирање спроведени во основните и средните училишта. Несвесни за учениците кои иако последуваат двојки подредени предмети на екстерното се здобија со петки и обратно. По право се, нас не недостатуват уште само екстерно тестирање. Во секое друго поле сме идеални и со неговата помош ќе се добие квалитетен кадар, а не квантитет. Ех, сироти ние, дури денес го согледувам степенот на предавство кој е годен бонус. Само сакам да бидете запознаени со неколку универзитетски правила, од чиста култура. Оние кои имаат право нам да ни предават се најчесто доктори на наука. Зад себе имаат неколку научни трудови, стотици статии и книги според кои не учат нам, а воедно и ја придвижуваат науката кои се повисоко и повисоко нива. А и видите трудови повторно ги тестирате, бидејќи тие веќе еднаш поминале низ безброј економисти како и нивните трудови. Второ, дали вие мои сонародници се запознати со фактот дека ние студентите не поседуваме книги и подредени предметни чинот скрипти од собрана
од секоја книга поддржана со конкретна наука. Учим од самите предавања на професорите, од нивните знаења и дефинирања. Би сакала да знам, кога видите, немаме книга одреден предмет, од каде ќе извлечете прашање. И најголема иронија е во овој ваш одговор на сите добри. На секој студент кој учи, екстерното тестирање нема да ни представува проблем. Па господа, не ракате ли на графчиња, не сте ни видовни, па сте ни во кожа, а веќе се изјасните без воопшто да не прашате. Овој пак ти говорам по своје име, бидејќи сум редовен студент на еден факултет, а не на повеќе. По еден предмет земено во просек имам околу 300 страни собран материјал од неколку литератури. Имам неколку дела за детално читање и анализирање, кои се околу 200 страни, иако има и такви што посетуваат над 600 страници, неколку поетски творби, семинарски тури, редовност и активност во наставата. И често пати имам и домашна работа. И во име мој јас имам 6 предмети овој семинар, вклучувајќи и праксата која наложила своји посебни додатни активности. Јас искрени, ние во моментот може би гатаме, како беше и ние гатаме. Зошто? Затоа што имавме две-три најави кои беа контроверсни, не го искажани од министерот, па потоа од премиерот кој го дообјаснуваше, па има одредени реферирања, па повторно инсистирање дека не, нас и покрај вашите поради протести, ние одиме на тој протест. Па се спомнува некаков дански модел, па некаков германски и така натаму. Оно што е факт е дека во моментот нема предлог на маса и ние точно дека реагираме повеќе превентивно, отколку реактивно на некаков предлог. Меѓутоа, познавајќи ја политичкава култура и како да работира, и веќе знаеме дека кога дојде до готова работа, веќе е доста. Пократна постапка, тоа ќе помине. Во парламент нема да ни опозиција да се боричка. Значи, буквално сме оставени на милост и немилост. Ако оваа порака не се прими на ваков алтернативен начин и да се убедите од професорите, веројатно нешто ќе измислат. Како ќе ве тестират, ја не знам, затоа што има студии кои има само еден оддел во целава држава. Да речеме, не знам, за класични студии, овие старогречки, латински и така натаму. Нема друг. Од каде ќе најдат каде? Ќе земат некои од музеите, што бивши дипломирани студенти, па ќе си ги спрашуваат, ќе си ги оценуваат професори, тоа не може да го разберам. Многу кои не можат. Меѓутоа, веројатно е замена на тези. Значи, ако некој дава оценки и дипломи, штаница, како што велиме, на незаслужено, на незнање, тоа се решава со санкции, а не со фрлање на товарот на целата популација, студенти, професори и уривање на уставните принципите. Така што, се уште не јасни. Добро вечер. Сакам да ве прашам дали во компаративните законодавства за високото образование во соседството или во европските земји постои баш ваков модел на екстерно оценување и кои се придобивките, евентуалните придобивки, затоа што сега да го наметнат велики дека ќе имаме придобивки. Дали постои како модел и кои се придобивките на другите земји ние што сакаме да ги увезиме? Друг факт покрај овој е дека владата изликува со некаква општа критика на сметка на лошото високо образование и слабите резултати без никаква анализа. Не бараме анализа, нека ни кажат по која методологија, на каков начин дошле до тие сознанија. А
тогаш и ние ќе научиме каде ни се слабостите. Значи и тоа е нејасно, каде ни се тие информации. Потоа, немаме јасна представа на кој модел се публикува, а до тоа што начално, затоа што е за нас исто ново, да морам да кажам дека ова не пати така изненадени и не стасавме, сега не сме па ние тие што треба да одиме да ги почуваме модели, нити не знаеме каков модел ќе одберат на крајот. Тотално е несвојствено, апсолутно е да имате државен институт среден студија. Тоа е нонсенс, тоа е медицинско дума. А тоа е непознавање на Болонската декларација, затоа што знаете дека сега нема година за година, туку можете да провекувате преглед од прва година до четврта да го Така што има тука многу нејасноти, она што постои во странство како некој вид на екстерно е од колеги што евалуираат колеги. Значи, заедно на исто ниво. Значи, тоа е веќе нешто друго. Тоа е прифатливо. Македонија има критична таква маса која укава да тоа го правиме за да, ама не со намера да се казнуваме, туку да учиме на собствените пропуски и грешки и да видиме каде сме направиле нешто лошо. Меѓутоа, ова е на ваков начин како што досега го слушнавме е неприфатливо, не верувам дека постои било каде. Значи, не може мојата работа да оценува она што беше да кажам нели ова забелешка, дека некој што го нема моето ниво на академска подготовка да сега, не знам, на база на кој учебник или на кој параметри ги оценува моите студенти. Друг вид, значи, постојат облици на евалуација, самата влада со овие измени што ги споменавме неколку пати од 2011 година, Одборот за акредитација го преименуваше во Одбор за акредитација и евалуација. Значи, постои внатрешна форма, односно државен орган, и тоа сега ви кажам што па таму најдовме. Кога се конституираше тој нов, односно реформиран орган, во законот пишува дека во него членуваат професори, што по наша класификација на звања, значи вореден и редовен професор. Таму не само што имаше доценти, имаше и лица со средно образование, како членови на Одбор за акредитација. Тоа е флагрантно кршење на законот. Што да ви кажам за епико која немало да им не направат. Тие ги носат нормите, а потоа самите ги кршат. Има многу облици кои веќе постојат како некакви форми. Не верувам дека професорите треба да бидат семочни, па арбитрерно да се одлучуваат што им падне на памет. И мислам дека ако се изпитите јавни, пусти, како што некогаш беа, тогаш и пред целиот аудиториум, ќе биде јасно дали сум ја пристрасна, непристрасна, знае колегата или не знае. Имаше прашање. Едно прашање во професорката и едно укажување. Прашање е какви проблеми имало високото образование во претходниот систем од аспект на студент и на наставник и укажување спомнавте немало во Македонија дисиденти. Јас имам читано во вестници дека имало и укажувања на студенти поранешни, имало протести во 60-тите и во 80-тите, организаторите после тортурата во полицијата морале да побегнат во странство. Можно е, но малку имаме информација прво од она што јас сум во млада генерација, во смисла 68-та, сум била клиника, ништо не сум знаела, од она што имаме читано е дека она што се случувало во другите големи универзитетски градови во Југославија било многу помасовно, дори на Скопскиот универзитет многу символично, во мензата нешто се побунила студентите околу исхраната и така, тивкото завршило. Немаме политичка култура на бунтовништво, на дисидентство. А што е причината, да речем? Па знаете, причината, прво мојата причина би се најдам во мајка ми, која прво вика чуди Кирко, нели, молчењето во злато и таки работи, кои сега ме враќа на овој филм што го гледавме, мајката која му пруžа заштита, всушност го буши и гради од зидот околу детето. Значи, тој авторитетот кој почнува од дома, кој те буши ти вика, биди мирен, нели да правиш ти ли ќе оправиш. Мајка ми се уште е на 50 години, ти ли ќе оправиш. Седи ќе те уапсат или
Ако таквата култура продолжува, а продолжува за жал, тогаш мораме да правиме нешто, да негуваме малку поинако, поотворен тип, не велам на бунтовништво заради бунтовништво или знам насилство, туку отворена критика, влегување во диалог, без оглед кој е авторитетот. Или, што би рекол стариот добар Маркс, оспорувај го секој авторитет, доведувај го секој авторитет во прашање, никој не е седмичен и апсолутен. И сега ова второ прашање може ли не е толку релевантно за овој собир, меѓутоа би рекла, може би со малку носталгија, што е нормално за некој на мои години, дека она што тогаш постоеше, беше идеологизирана наука, особено јас студирав право, значи идеологијата беше вметната во учебниците, тоа не беше наука по научна методологија, веќе пропаганда и така натаму. Меѓутоа морам да кажам дека имавме вистински изпит, имаше вистинска селекција. Во прва година бевме 800 студенти на правен факултет, во втора бевме 400, во трета бевме 30. И никој не се бунеше. Едноставно се знаеше дека не може секој што да се запиши да заврши бргу или со високи оценки слушно. Имаше некако. Сега некако работите многу по, како да речем, по-налентно. И тука го наоѓам и притисот од професорите кои работат со огромни групи, без асистенти, без соодветни, дури некогаш студентите немаат доволно столчиња. Значи запишуваме повеќе студенти од што можеме да им пружиме материјални услови за учење. А дали имало шкарп професори на правниот факултет? Апсолутно дека имаше. Имаше професори кои беа празни величини. Ја се сеќам прва година ме воодушевуваа некои така со свој строг лик на професори кои важно вртеа со палци, меѓутоа многу малку требаше време да поминам дека се празни. Меѓутоа еден Ѓорѓе Марјановиќ никогаш нема да го заборавам, се уште ми е драг како вистински ерудит, како вистински интелектуалец, професорот кој се научила чија оцека со горда и така натаму. Значи имаше голема разлика, имаше политички фигури, имаше научни фигури. И веројатно и денес сите сме различни и продолжиме на таква оценка. Јас сум спремна да примам лично и за колегите и се, меѓутоа не за сите да викаме сите нечина, сите се корумпирани, сите се вакви така. Со име и со презиме може би подобро да пишеме да разговараме. Како најпрво да кажам дека ова е многу добро испланирано. Нормално сега назначите дека се уведе екстерно оценување на факултетите, бидејќи нели претходно имаме екстерно оценување во средните училишта и во основното образование. Очекуваа дека нели овие генерации кои што веќе 2-3 години одат се на екстерно оценување од средното образование ќе бидат студентите и дни на факултетите, кои што ќе имаат некаква, ќе бидат некаква, ќе изградат некаква конформистичка младина, која што нема да се буни ни на факултетите на кои што е веќе. Проблемот не е само оценувањето како оценување, како оценката што ќе се добие и нарушувањето на уставот и на автономијата. Не знам, вие може би повеќето од вас се студенти кои што не биле екстерно оценувани во средните училишта. Јас сум предметен наставник по латински, по старогрчки јазик во средно училиште. И наставниците се оценувани и учениците се оценувани. Знаете што се случува? Оценките се апсолутно нереални, заради што ако професорот оценува со двојка или тројка, на екстерно оценување на 100 прашања, од нив 30 ќе се паднат, од тие 30, мислам, нема шанси ученик да не научи 100 прашања и тие нели да не добие висока оценка, се добива четвртки или петки, многу ретко помала оценка. И учениците веќе не учат. Не е проблемот веќе оценката и деградирањето од однос на оценката, туку веќе опаѓа цел систем. Учениците се спремат само за тие 100 прашања. Не се интересираат веќе за книжевност, за литература, за книжевност, за философија, за уметност, за наука, не прават експерименти по дома. Не се интересираат веќе. Ние не можеме да изградиме ни научници
ниту добри новинари, ниту добри уметници, ако им велимо што старт дека се совршени, дека ќе добијат сите питки на екстерно, дека се е супер. И дека ние сме само некои тука што се моткаат професори, што чукнуваат звончета, се злегуваат, се браќат и тоа е тоа. Проблемот е многу добро направен за да биде проблем. Уште од основното, па средното, се оди, се цели кон тоа да направиме една конформистичка младина. Јас би сакала да нешто да се смени, заради тоа што не сакам да си гледам моите ученици да видат пивунчиња. Проблемот е, затоа сакам моите ученици да бидат нешто повеќе, да бидат со критички став, заради тоа што не сакам да бидат уплашени секогаш да ги изразат својот став за кој да е работа. Мислам, тоа почнува од основно образование, па средно, па високо образование. Проблемот е уште еден голем проблем за вработувањето на наставен кадар во последно време. Не знам како било претходно. Само те кажете дека јас сум дефицитарен кадар, па не подлегнав на тие работи, но никој не ти бара дали имаш просек или немаш просек, какво е твоите достигнување на факултет, каква литература си читал, како. Во последно време никој не го бара тој документ, бара друг документ. А тој друг документ што го бараат, и тој е проблематичен, заради тоа што и професорот, предметниот наставник и во основно и во средно образование да има некаков став, ќе мора да ќути. Тоа е тоа. Че мора да почне да се инфилтрира тука и основното и средното образование, бидејќи проблемот не е веќе горе на покривот. Тој одедна е познат. Значи, ние кога добиваме студенти, јас чекам од првиот семестар, секоја генерација веќе овие проблеми се гледаат веќе на старт. И ова што сега го кажувате е само уште повеќе лоши вести за универзитетот. Јас повеќе сум кажала гласно, че ние не сме супермени. Ние не можеме прво, ако е нешто пропуштено во некој претходен период, да надокнадиме во тие 3-4 години. Потоа децата се вистина немотивирани и оно што е најстрашно, цел испреветен систем на вредности во кој тие знаат дека оценките се неважни, не се борат за просек. Баш на патот навака во кола си разговарявме, баш може би во однос на прашањето што беше како долго претходниот систем. Дипломирав во 82-та година, од работничко семејство сум до такво работник, не сум имала никој никого. Единственото нешто што ме вработи беше високиот просек, кој се бодираше во актот за систематизација, така да на конкурс кога се јавуваш добиваш голем број на поени со кои избиваш пред овие другите и потоа имаше суд за здружен труд на кој во еден случај одев тужев така млада правничка да си ја барам правдата и добив. Значи, дури во тој испревртен лош систем, вака така постоеше некаков мерит систем, би рекла, во кој можеше да се што викаме провлечаме, иако не е идејата во тоа да се провлекуваме. Меѓутоа, најубиствено е и сочувствувам со вас, бидејќи сме во истата таа педагошка фела, кога гледате дека имате пред себе немотивирани деца кои не знаат зашто се, и веројатно им е згадено во учењето или го сваќаат како решавање на тестови. Болонска декларација, ако нешто љаката, тоа е дехуманизација на процесот на образование, во кој изгубивме човечки контакт на професор и студент, затоа што во масовни групи, со тестови, па дури на некои факултети со компјутери, со скен, оди тоа бодирањето и тоа пресметките. Не е на мојот факултет така, ама е да слушаме правилното така. Значи, тотална, не знам, механизација на процесот, во кој ниту професорот е мотивиран и инспириран да даде се од себе ако пред себе нема музика која враќа. Ниту пак децата изгледа претходно сме ги навелени да бидат љубовити, да прашуваат, да себе имаат зошто. Едноставно, наистина тешки денови не чекаат, веројатно уште повеќе. Децата покрива да прашуваат
Природата е нивна, таква е природата нивна, само да не го застаниме нивното прашување. Проблемот е да не ги оставиме да бидат, инаку по природа децата секогаш се прашуваат. Деца се. Иво, беше прашање? Да. Добре, со прашање тоа на дискусијата на протестните ветрите на протестот Скопје. Прашањето не се кема тоа слабите поканите на универзитетот. Многу брзо се прошираа во уште неколку градови низ Хрватска. Дали имавте некакви контакти со универзитетот од другите градови и дали имате сознание што се дешава на тие универзитети? Така, ќе почнам, најинтензивни контакти имавме, не можам да профилам само малце, пошто секој контактираше од нас со различни универзитети, контактиравме со сите останати универзитетски центри, со Штип и со Битола и со Тетово. Конкретно во Битола имаја обиди да организират денкова на 17 ноември во Скопје имаше марш, имаја обиди да просторите на правен факултет да организират тренинг, културно и уредно најавен, не добија простори, им беше вратата заклучена. Во Штип испадна анимирањето малку покасно, зашто во Штип буквално ништо не се дешаваше и некако од кога се деси овој марш од Скопје од 3.500 луѓе, сега гледаме еден ивент, протест во Штип на 24 ноември, има преку 1000 пријавени. Што е многу добро, вајде во Штип ке се деси исто голем протест. Тетово е посебна прича, зашто тоа е според мене најкаубојски од државен универзитет. Мислам, не на етничка основа, ништо на етничка основа, чисто принципијално, зашто на тој универзитет се случува деканот, буквално како командир на една касарна или полициски инспектор да повикува луѓе кои се дрзнале да протестират против такса за студентски парламент од 100 денари, што не е легитимна, пошто не можете да обрани студенти да плаќаат 100 денари на студентски парламент. Деканот ги викаше еден по еден дечките што организираа некакви перформанси протести ги испрашуваше кој сте вие, кој ве праќа, зошто протестирате. На студентите во Тетово кои не платија 100 денари за студентски парламент, службата факултетска им ги задржи индексите и не им ги враќаше. Че има уште многу студенти кои не си го добили индексот навек. Сега, таму имаше некој обид да се прошири проблемуавајте, пошто се исто многу незапознати ради други проблеми што имат, се незапознати прилично со екстерното и сега се шири муавето низ факултетите за екстерно тестирање, па година вајдите ке се придружат со нешто, имаше на анкета на Алзат, после студентскиот марш во Скопје, кај што многу студентите на ДУР, на Државен универзитет во Тетово, има позитивни импресии и симпатии кон протестот во Скопје. Аналогно тоа тие сами се соочуваат со проблеми и имат своја борба со тамошниот студентски парламент. Имаше прашање? Да, за факултетите што се приватни факултети, кај што се збора дека може да панеш единствено со малку учи, како би прифатиле тие екстерно протестирање? Законот не прави разлика помеѓу приватни и државни универзитети, сите норми со Закон за високо образование во сите институции. Значи, ако се донесат законски измени, сите ќе мораат да подлежат на тоа. Оно што разочарува, како што го видов на измедумите, дека поворката на студентскиот пленум не помина еден од приватните универзитети тука на аголот со Министерството со повик до колегите за дискредитирање немаше реакција. Професорите, па да ви кажам право, јас сум тотално разочарана од одзивот на професорите на мојот универзитет, што е најдолен. На тоа платото бевме таму за да со нашето физичко присуство само придонесеме во смисла на морална поддршка. Јас верувам наистина дека треба да маршираме заедно со студентите, бидејќи тие имаат главна улога и тие требаше тоа за себе да го прават. Меѓутоа, сепак очекував повеќе професори. Бевме, можеби 20-на, најжално од се што на крајот, некако кој се расчистија студентите, една колешка од економскиот факултет. Знаете, колкав е економскиот факултет? Една единствена професорка дојде приде до најконтролот која стои тя, за да каже дека само јас си дојдов. И не знам, овој синдром на некој покорно граѓанче или професорче, тоа постои на универзитетот, за жал, и има многу конформизам, опортунизам,
страх или не знам дозволување што е во прашање, меѓутоа студентите не само дека не треба да се толеруваат со нашите проблеми. Ние сме такви што сме имали годините и што ќе се промениме. Некој од нас може малку година да се обидува да ги окрепи помладите. Меѓутоа секој по својата патека да се сретнеме некаде. Жално е, јас би сакала професорите да бидат првите. Меѓутоа, тие не протестираат дури кога им наметна, да речеме, државата им наметна по кои критериуми ќе се бираат во звање. Неразбирливо. Тоа е надвор од секоја логика на универзитетска автономија. Или државата ви наложува од кој учебник треба да го предавате на студентите. Како го има тоа? Така што, велам, овој синдром на варена жаба си ја завршија во да изгледа во голема меска, ама барем млади Господин Стравот, ме интересира од што се плашат студентите и дали тие стравоти се реални? Стравот е многу субјективна категорија и тешко е да ја објективизирате да мерите. Меѓутоа, разбирање за студентите, затоа што се прво млади, па тоа велам домашно воспитување, немој ти, па дури родителите бијаат во таа, да речам, смисла, нема некој да ги поттикне, да ги окрепри и им каже дека никој не може ништо да им направи, тоа што ако пристојно, артикулирано излезат, кажат што мислат дека нема последици по тоа, или ако се солидарни пак во голема мерка, исто никој не може да ги казни. Конкретно на факултет, што се плашат да кренат? И паднат на изпити и ќе ги сторкат и може да Дека биде се плашат од да ги кажат и на професорите во кои знаете дека има секак има такви кои колку е по-арогантен и самоубеден толку по-лош професор, всушност обично е така и во моје време беше така. Велам, има ситуации во кои јас сум се нашла во голема предавална, среде зима, додека во еден момент ја онака загреана од предавање, ми светам дека студентите ми смрзнуваат, всушност седат со јакни, со шалови, цупкаат, додека ми светам дека нема еден цел голем прозор и прашувам колку време нема прозор, а 10 дена. И вие 10 дена седите во училница, си следите настава. Мислам, не знам, тоа е минимум отпор, што треба се каже, не јас одбивам да седам во нечовечни услови, не. Што се плашат од тие замислени авторитети, меѓутоа ако се солидаризираат, ако настапуваат како група, да изгубат своите идентитет, ама сепак тоа е некаков заеднички минимум што го бараат, тогаш можат да ги добијат овие своји права, вклучително, например, несфатливо е да не можат да добијат увид во писмен одговор, па образложение од професорот што е таму со одговорот, оценката и слично. Професорите не знам што се плашат, затоа што ако има некаква безбедна професија во оваа држава, тоа е професорската, верувајте ми. Особено на позиција на редовни професори. Не подлежиме на никакви реизбори или рецензии и така натаму, значи буквално нека може да не ме сакате, не може да ме испитате. Работа се додека не ги кршам правилата на однесување. Тоа тешко ми е да го кажам. Немам јасен одговор. Се спомна организацијата во Битол околу екстерното тестирање, само има информација утре на правен факултет до 16 часот има соби од сите факултети и средни школи. Значи секој кој сака може да раши информацијата и утре да дојде. Во 16 часот на правен факултет. Иван имаше прашање. Па, јас сум Иван Милчев. Делно ми одговори професорката на прашањето, мене ми беше прашањето всушност од што се плашат професорите во денешно време, бидејќи јас бев студент некако од 96-та година до 2001 на два различни факултети, прво студирав правен факултет, некој време после студирав Дума и завршив Дума 2001 година. Во моје време студентите не го прават толку многу гласот исто, тоа е некој прв изблик на не знам ни како да го наречем, дали е рекол, дали е протест, на свест, некаков изблик на свест. Ни во моје време исто условите не беа баш сјајни, или во студентските домови, повторно студентите не збуна, но сепак универзитетот имаше
некаква автономија и професорите беа некакви, ајде да наречем авторитети, некакви величини кои што студентите може да се угледаат. Сега наеднаш се паѓа во вода. Многу од тие авторитети, многу од тие величини почнуваат да се заблагодаруваат на министрите за култура, на не знам си какви министри, вакви и онакви. И тој дали е под притисокот на тој страв, ама сепак јас тоа всушност беше прашањето на тој одговор на кој што ни јас самиот се уште некако го барам, а не можам да си најдам одговор од каде тој страв, зошто тој страв. Каков е тој механизам кој што може да ги заплаши професорите на... Мислам, горе-долу професорите се сепак многу отидоа во пензија од времето во кој што јас студирав на правниот факултет и на ФДУ, но сепак во главно тука е, јадрото е тука. А може не е стравот проблемот, може би е опортунизмот, може би е... Па дури не е ни кариеризам, да ви кажем право, тоа што имаме голем број на професори што се среќни со тоа да се први во село, во Македонија, се големи професори, од Табановца натаму, толку достајме до Табановци. Значи, сега да кажем, дури не е ни науката, кариерата, нешто што работи, па се себични, туку, не знам, згодно има, дел од нас кои сме постојано травелмејкери, и да ви кажам искрено, стануваме цинични и уморни. Кога ми дојдоа дечките од студентскиот пленум пред известно време на консултација, на едноставно разговор, бара некој да ги сослуша, да ги даде совет. Имам дежаву чувство, затоа што не знам колку генерации пати сум го имала истиот муабет за истите теми, ликовите се менуваат, генерациите се менуваат, проблемите остануваат исти. И постојано, и тие самите, кога доаѓаат, мислите случајно дошла кај мене? Не, затоа што знаат дека можат да ви избројат на, не знам, на 10 прста или колку ги знаат тие професори што се критични, не се плашат јавно да го кажат, да застанат за нив и слично, така да ние се препознаваме меѓу себе на известен начин. И, верувајте, не успевам да ги анимирам моите колеги. Оно што до некаде успеав овој пат беше да на своја рака ги пуштат студентите во тоа време. Тоа беше протестот да ми држат часови, да им речат одете, придружете се, во смисла не ги спречија. Во 2011-та стаса писмо скенирано од ректорот преку деканите до нашите имейл адреси, наредба. Немојте случајно да излезете на протест. Јас во такви ситуации што реагирам инстинктивно, обавезно, обратно, правилно тоа што ви го наредува, што има смисла, повеќето си остана во своите кабинети. Ректорот си остана. Ова беше меѓународен ден. Во најмала рака можеше да излезе да ги поздрави символично. И тој го кажа својот став и ја до некаде го разбирам, и тој рече немаме предлог, ќе изградиме став, тоа што ќе имаме, ајде да речеме дека може би дипломаци да говорили. Меѓутоа да не покаже макар символички гест, да излезе, да ги поздрави, да каже, еве тоа е ваш ден, тој ден вие изразувате тоа што мислите дека тоа да ви го порека, меѓутоа нема. И таму има многу, таму има кариеризам, што ми луѓе да Друго ќе кажам за другото. На протестот на платото имаше полиција. Полицијата беше присутна, исто нема право полиција да пристапи до универзитет, ниту било кој државен орган. Сега имаше на универзитетот не дај писмена наредба, писмена дозвола. Дозвола за пристап. Има ли информација од принц прашам? Немам информација, но најверојатно не е тоа проблем да им дај дозвола. За него не е лично проблем, ако ми кажат дај дозвола, ќе дај дозвола. Протестот беше пријавен, па така мислам, да е вршење на законот. Стварно, ама никој во тој момент никој не го сите беа некако фокусирани да се собериме да тргнеме тука дали се го ред мегафони радари. Никој не беше толку фокусиран на присуството на полицајци. Никој не го доживеа како толку страшно, што се знаеше дека се доживеа како страшно, вие веќе бевте на протест, доаѓа во педагошки факултет, таму е институтот, кога
приоѓав кога гледав на секој чош кори, групи, така некој мене непријатно ми беше чувството. Иако полицајците не поздравуваа секој че го любезно, меѓутоа не дозволува. Сега имаше уште еден интересен момент за полицијата, пошто имавме инсайдерска информација, наши луѓе што се познаваат со некој од специјалната полиција, од единицата за брзо распоредување. ЕБР немала наредба да излезе на маршрут. Кога виделе што се случува, дека има река студенти што има кај Министерство, итна наредба за интервентен вод на ЕБР да се постави зад Министерството за секој случај. Уште еден што и претходно требаше, кога средношколците ќе бидат студенти, треба да се повика стратегијата во која насока одредила, треба да се повикате средношколците активно да се вклучат во протест, пошто ќе бидат студенти. Дури има шанса како точно во контекст на тоа што кажа Софија, дури може и енергијата да се артикулира и да се оди до тоа екстерното и во основно и во средно. Дури тоа може како барање да се кротки, меѓу овие па енергијата уште да се окрупни уште повеќе, пошто битен моменти треба да се приклучат и средношколците. Право си има, само што има еден малку, многу поголем проблем со средношколците, добро за основците и не травмуваме. Со средношколците проблемот е што ние немаме информации, ниту пак имаме некоја си поврзаност со било какво автентично организирање на средношколци. Се што јас знам да идев средно и шуште, знаме дека има некаков си младински актив, од секој клас по двајца има што не се избавим туку идите да го одвучилни се и вика ти во младински актив. И тоа е се што знам за средношколско организирање. Вајда се препознавте, ја гледате ситуацијата, сте ја виделе, тоа ми се деси кај нас во средно и генерално има ситуација што младинскиот актив се сектира за тоа матура, прослава, за некои си такви други прашања и нека практична форма на организирање на средношколците со која што можеш да се средношколски спука. Нема нешто такво во средношколски спукам. Ето е младински актив, не знам колку е соодветен пандан на средношколски спукам, ама тоа барем во горната линија, не знам, вајде во другите училишта. И тука е проблемот што обично тоа колку и да звучува, не знам, некам да звучам некако посудувачки кон средношколците, ама се сеќавам дека секоја што имаше некаков протест, главниот мотив беше некам на 7 на 5 час историја ќе одам ќе марширам. И тоа е, мислам, имаше некакви протести, но побудата беше што као ќе се собираме за протести, на крајот од сите што сме избегли од часот 200 луѓе, 50 има на протест, 50 во ВИП, 50 во Истин, 50 во Символ. Тоа се решава. Значи имаме уште крајен на прашање. Текстот е прашање. Паѓа екстерното. Наредно зашто ќе протестираме. Сакаш лично да ти кажам, пошто ние во студентски пленум не сме еден дух, едно тело, така да не унифицирам Ето, сепак сте организирани како треба приоритет број 2, 3, 4, Мој личен предлог би бил... Добро, ајде. Мој личен предлог би било да го потегнеме прво прашањето за можноста за јавно субвенционирање на образованието. Универзитетот не е јавен, туку е јавен сега универзитетот. Фактично има ендогена приватизација. А втора работа која би требало да ја потегнеме условите во студентските домови, кај што моментално условие 5000 студенти живеат во студентски домови. Негде се не толку лоши условите, негде се катастрофални. Нема дом со, да речам, солидни или добри услови, има кај што е катастрофално и кај што не е толку лошо. Јас мислам ипак кога падне екстерното, како студентите ќе речат, победивме и до тоа толку. Многу студенти до таа, затоа е поентата луѓето што имат некаков си дух за активизам и за ангажман да усогласат некој став што која тема би лансирале. Значи немате би утврдено приоритет број 2 сега, например, да речем. Како пленум случај, како организација. Како пленум, не, ние нормално дека сите сметаме дека треба да имаме приоритет број 2, дека треба наредно да одиме со, дека не треба да застани работата на екстернот, па ама тука имаш веќе простор на дискусија како ние делуваме понатак. Јас се надевам дека и ќе се потрудам да испадне да делуваме во таа насока, да бараме, да го проблематизираме финансирањето на работното образование и состојбата со студентските доми како два најклучни проблеми.
Значи, според едни истражувања, само 0,2 од буџетот, 0,3 треба да се одели за сите студенти да бидат бесплатни од буџетот. Тоа беше истражување на Слободен индекс во 2012 година, кај што носахме барање до сите факултети на УКИМ-23 и друга електо, така што поќе да се разбира во математика и напред на сметките, испадна дека да, 0,3 допълнителни средства, проценти от бюджет, от вкупниот буџет треба да се одвојат за науки и бесплатно образование. Лаичка проценка прерамена. Други, морам да опитам да се прави на колегата професор. Државата издвоила 0,3 за научно истражување. Немојте да мислите дека е тоа мала работа. Значи, јас сега не претендирам во смисла не за студентите, дајте за наука. Меѓутоа, и ние кога го имавме оној протест 2011 беше како барате од нас високи резултати, не знам да се рангираме наша англиска листа и тоа, кога изгледате 0,3 за истражување. Ја не можам да ставам прст на чело да измислам наука, Треба до 2 истражување. така не? Треба до 2 до 3 така нешто. Слично е во различни Негде држави, 1,5, тоа е 1,8. исклучително ниско. Да, ова е стварно ниско. Така што тука сме, Има посериозни проблеми колку екстерното, Да, абсолютно. Проектата беше дека екстерното беше потенцијал за иницијална каписла, потенцијал за мобилизација и точка на биење, тие три работи. Да се навратам со процентата, кога за УКИМ како најголем универзитет би било потребно 0,3. Некоја си најлаичка проценка ми беше дека на други држави универзитетите дека за од цела Македонија да имаме бесплатно, тоест јавно субвенционирано образование, кај што крајниот корисник не плаќа, тоест студентот, потребни се дополнителни 0,5% од вкупниот буџет за да се направи. Предамено. Значи, тука не треба да познам дека сега овие што се пропазарно ориентирани тука ќе нафрлат со оптеретувањето на државата, на стопанството, пак кутрите капиталисти и слично, ова не треба. Ако одиме по таа логика на овој буџет што го имаме сега, доволно е само пренамена на средства, не е потребно дополнително доначување. Иако тоа е веќе друга тема од доначувањето, доволно е само да се пренamenат средствата и би имале бесплатно образование и би имале многу поголем буџет и за научни истражувања, зашто стварно ете 0. Јас не знаев дека знаев дека е низок, ама не знаев дека е 0,3%. Последно ваше. Ајде, кратко, Јас сум. Чекај сега, јас сум се Аз питам многу млади го виката, препоставам дека многу не се студенти, дека може да е некој жаргони, дека сакаат и тие нешто да покажат, да протестираат, да се визираат со Скопје, да било како, и да го покажат само својот револт. Спомнате дека пред неколку дена пробавте да имате некој состанок во Битола, ама не успеавте да влезете. Да, ни беше забрано. Ви беше забрането, ништо дечки, пава пријател, предпоставам. Не Што беше можете следно да направите? Пак следното е да се организираме, значи утре во 16 часот на правен факултет, од сите факултети ќе има представници, очекуваме бројност, за да видиме нареден чекор што ќе е. Ако пак ви заклучат нема врска, ќе одржиме состанок од кајде, само да се организира околу прогрес во Битола. Значи тоа нешто на прва цел. Ама државме надвор и не реши. И ни ги затворија вратите да државме надвор. Не е тоа. Битно е колку луѓе се соберени, колку ќе... Не, свесни сме дека што беше околу нас во Хрватска, кога не ги дозволија да го блокира до 35 дена. По 2-3 години повторно по Белград, дали студентот наш овде има доволно, ќе ви скрите за младиња, да направи еден таков порадикален чекор, да покажи зошто се тие професори, зошто се тие универзитети важни, да не служат на студенти. Да покажи кој е така. Те ќе покажиме, се надевам. Само кратко прашање. Во контекст на последното, сакам сега да прашам дека Ѓурѓи кажа до 90-та година беше бесплатно. Дали ви мислите дека бесплатно беше студирањето до 90-та година? Релативно е, сега не се сеќавам точно која година беше введена оваа партиципација и фактички имаме различни категории студенти, што е некоректно да бидува во некаква различна социјална положба. Меѓутоа, комплетно бесплатно образование, барем ние постарите што сме родители и што сме студирале деца, знаеме дека немаш. Значи, фактот дека треба книги да купите, да... Дека не изреагиравте проче Ѓурѓи дека бесплатно беше до 90-та година, се кажа одма. Илјадица беше бесплатно. Ама некојаш не беше бесплатно, сроката е слушателни.
Секогаш плаќавме нешто. Немаше ни Донес имаше одличен доход, имаше ни компјутер ми дал, придонеси за ни книга ми образование. дал, некој ни На секој пари ми дал. работа. Не се разбираме, збораме дали крајниот корисник плаќа. Абе, родителот се Плаќавме ние по плаќаше. 400 дена. Родителот како Сега се плаќа. Сега се плаќаше. Реално беше, се се плаќа. Како може бесплатно? Кога не се плаќало? Од обидетите нации. Јас зборам сега. Значи, професорите, Ќе паѓа. сега по дебатата, дали имате некој крајен збор, крајен напад на младите и да поставите? Па, ево мене ме радува ова најавка за утре. Мојата мината колумна беше окупирајте ко универзитетот. Значи, универзитет генерално, како равнобителски, скопски, шангайски не ме интересира. Мислам дека тој им прибаја на студентите и морате да најдете начин да ја не сум за насилство. Морам да кажам, никогаш не сум била за, не сум можела кај црвена линија да поминам, да речам да кука филм, кршиме, тоа што ќе го скршиме пак од наши пари потреб, па пак ќе положите видео. Меѓутоа, големината на овој протест Скопје беше мирниот, дисциплиниран, импозантен, тоест начин на манифестирање на став, на црстина. Сега го очекувам тоа, прво, сакам да го видам насекаде во Македонија, бидејќи во Скопје, не се тие скопјани, тоа се млади од цела Македонија. Меѓутоа, исто така верувам во обичувани и се само битолчени, како сигурно прешто гравитираат во овој региони и во другите делови. И јас би рекла, има форми на ненасилен отпор, во смисла на седнувате во училница, во амфитеатар и не мрдате, и си држите дебата, одобрите или пуштате филм или музика или било што, морате да испратите порака, значи не само до властите, да, тие се да спровоцираат со екстерно. Меѓутоа, јас имам чувство дека универзитетите се дел од проблемот, а не од решението, затоа што универзитетските управи се послушни пред овие што инвестираат и не соработуваат на еднаква база со студентите и со колегите, значи немаме заедница, туку имаме хиерархија. Тоа е несвојствено за универзитет. Јас би посакала утре добар совет, одржате го како знаете, имате план Б, план С и така натаму. Една од моите препораки би била да пробате да разговарате со професорите, да малку ги удрите по глава, да почнете да ви гледаат живи суштества, да побарате солидарност, да не излегувате од училниците, барем да извојувате еднаш неделно во 18 часот некоја просторија, да сега почнува да студи. Ова знаете како комитите ќе бидат, како беше од Митров до Ѓурѓевден нема, комити си одат дома, тоа што студи. Немојте така, значи да не ве фатат ни на зимски услови, да не знам што. Значи мора да имате просторија. Ова е овде супер. И убаво верувам се дружителите на различни теми. Ама за студентско движење треба едно јадро, треба најприродно место во универзитет. Се надевам дека со голем број да сте се видели утре, а ако не, наредниот четврток исто имаме проекција, исто интересна тема. Фала.